Фалсификуван лек Оземпик нелегално се продава во Македонија. Овој лек е строго забранет да се продава во аптеки, ама некои веледрогерии под рака го продаваат. Но нешто е најопасно, лажниот Оземпик, пациентите го купувале без рецепт и без препорака на лекар-специјалист. Го користеле и за лекување на други болести, како што е дебелина, а не за неговата основна намена. Од Малмет потврдуваат дека добиле преставка од тие пронајден фалсификуваниот лек во продажба, а во моментов истражуваат каде нелегално се продава. Пријавата до Малмет е примена кај носителот на одобрението кој има лиценца за дистрибуција на лекот Оземпик на пазарот. Малмет врши инспекцијски надзор во рамките на своите надлежности во областа на дистрибуција и продажба на лекот Оземпик низ територијата на Македонија, но досега не најдовме конкретен случај. Злоупотребата на овој лек е многу актуелна и тоа е последица на препораките на социјалните мрежи и влијанието на познати луѓе, инфлуенсери кои го наметнуваат врз граѓаните. Од Министерството за здравство го избегнаа одговорот дали знаат за злоупотребата на лекот и дали ќе постапат. Само се прогласија за ненадлежни. Инаку овој лек се користи во државата на во строги контролирани болнички услови, но никако не смее да се продава во обични аптеки и пациентите да си го купуваат на своја рака. Дека на фармацевскиот пазар во Косово пуштен е во продажба лажниот Оземпик, алармираше пред 3 недели и ендокринологот Хасан Танер од ГОП 8 септември, каде откри дека на негова пациентка и била под рака дадена оваа терапија. Лекот Оземпик во Македонија е во дефицит. Станува збор за добра дијабетна терапија која чини поскапо. Но бројни пациенти во државата без препорака на доктор ја користат и за слабење, и тоа е јавна тајна. Инаку според податоците на здравствените власти, Македонија е меѓу земјите кои прекумерно користат лекови без препорака од лекар, вклучително и антибиотици. Според Фондот за здравство, само во текот на 2021 година, граѓаните на Македонија купиле над 1.500.000 антибиотици, но не се знае колку се продадени со рецепти, а колку без рецепт. Од фармацевската комора велат дека во последните години се соочиле со рекордна продажба на антибиотици.